Алтернатива добива уште една значајна функција. Орхан Муртазани е именуван за амбасадор во седиштето на НАТО во Брисел. Процесот на именување и пополнување на местата на шефовите на дипломатско-конзуларните представништва ги координира министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски во соработка со претседателката и премиерот. Муцунски потврди дека на последната владина седница предложил неколку имиња за кои се очекуваат официјални процедури за именување. Процесот на именување и пополнување на местата на шефови на дипломатски конзуларни представништва согласно Законот за надворешни работи го координирам јас, но целокупниот процес значи координација со претседателката на државата и претседателот на владата. Значи по остварена таква координација со претседателката на државата и претседателот на владата, на последната седница на влада можам да потврдам, точно е предложив како министер за надворешни работи и надворешна трговија повеќе имиња за пополнување на повеќе места на шефови на дипломатски конзуларни представништва. Според шефот на дипломатијата, над 60% од новите кандидати за амбасадори и генерални конзули се професионални дипломати од редот на вработените во министерството со богата дипломатска кариера од повеќе од 20 години. Според него, ова е резултат на измените и дополнувањата на Законот за надворешни работи. Бидејќи сакам да ја потсетам македонската јавност. Повеќе од 20 години голем дел од моите претходници зборуваа за потребата од професионализација на дипломатската служба. Но оваа влада е првата влада која што направи конкретен исчекор во таа насока. Ние го сменивме Законот за надворешни работи да најмалку 50% од шефовите на ДКП-ата бидат амбасадори од професионалниот состав на Министерството за надворешни работи, а во пракса одиме со над 60% да бидат и тоа се гледа по последната група именување. Муцунски не сакаше јавно да ги соопшти имињата на новите амбасадори поради класифицираниот карактер на информациите. Сепак, по одржувањето на владината седница, во медиумите беше објавена листа со 9 нови амбасадори и 2 генерални конзули. Покрај Орхан Муртазани за амбасадор во Шведска е предложен Мухарем Јусуфи. Поранешниот амбасадор во Украина Крум Ефремов е предложен за амбасадор во Софија. За Романија е предложен Габриел Атанасов, додека за амбасадор во Приштина е предложена Катерина Тодоровска. Линда Салиевска Илјазовска е предложена за амбасадорка во Хаг, а Илина Мангова за амбасадорка во Лондон. Светлана Гелева е предложена за втор мандат во Советот на Европа во Страсбур. На листата се споменуваат и 2 кандидати за генерални конзули, Томислав Димитровски во Солун и Александар Крстевски во Мелбурн.